Знаеш што е убаво кај битолчани? Што ние кога ќе збораме, обично одземаме голтаме да речам букви, за да го скратиме зборој, за да звучи малце појако. На пример, Охрид ја клава Т на крај од збороите. Ние ја одземаме и кај што ја има. Ти кога ќе го речиш нештото со Т на крај, некако е како ограничено, како скратено, ама кога ќе го тргниш то Т, некако одма поголемо. Пример, станот е станот. Таков каков што е. Ама го речиш становате, ела ќојме кај мене во станов. Мислиш кизе кога встан има. Тој двособен стеснет 38 квадрати. Кој го смисли то нешто, бе, баба? Ама битто на муавете стано. Мислиш крај нема стано. Што значи изговорот е многу битен. Особено ако на пример сакаш да го продаеш нештото или правиш оглас. И тие огласите ми се следна тема на муаве. Само дај прво да пуштиме шпицата, па да му влезиме клизачи. Можи? Ајде ба те пуштај. Секој пат кога ќе отворам оглас и да гледам било што, пошто нели се продава секаде, си викам нема поќе што да ми изненади, се имам видено во век. И само што ги отворам огласите имаш ново изненаđење. И го гледаш производот, ја гледаш цената и си викаш што му се дешава на луѓето, ма. Пошто нели секој си го цени своето најубаво. Значи како твоето дома нема никој. Можда сите имат поубаво и понове, нема врска, твоето најубаво. И затоа на пример ако купуваш нешто камера да речеме во Македонија, ќе платиш дупло поскапо од било каде во Европа. Пошто зошто да не, така. И ако камерата кошта да речиме 1000 евра, во Македонија користена неколку сезони, завесата пред паѓање сензоро прегреан, заминат, нема врска бате. Нив му има значење таа камера и тој ќе ти продава поскапо, што можеш да најдиш било каде нова. Што ти да не, така неговото е супер. Ако ја купува истата, макар и нова од тебе, тоа ќе треба да плати ич. Пошто нели, настаро ја земат, ма тоа што тој настаро го продава поскапо, новото нема врска. Тоа е мање више муабето за се. И дека нема некој параметри што се гледат има, ама знаеш како? Кој те праша? Кој те праша е најизразено во недвижнината. И пак ќе речам не дека не постојат комисии што можат да дојдат и да ја утврдат правилната вредност, цена и така натаму, ама како се вика емисија? Така, значи зошто некој да ти утврдва цена ако можеш ти сам да си утврдиш? И секогаш ми е неверојатно колку луѓето не да си го преценват своето, дури нелогично ти не можеш да сватиш како можеш така да го гледаш. Значи го гледаш оглас и ти пиши да речиме стан реновиран и ти си викаш добро, супер. Пошто во твојот ум реновација подразбира слевате. Од зидој премалтарвање, од паркети прередвање, од плочки, од се. Џамо и мам, се комплет. И одиш бе брат. Ја гледаш вратата на дворешно од 42. И си коментираш онака наглас, стара врата. Стара? Што има врска кој стара? Ова е бате полно дрво е ова. Ова е појако од сведенешно време што се прави. И ти лупава, демек да ти докажи дека е тврда врата. Пошто тебе ти е гајле какво дрво била врата. Стара. Ја гледаш и те потсеќа на болница на времето кога не носеа бела врата и сфарбана бела дрвен. Ова гром не го турк. И си викаш добро, така е. Кој сакаш да продолжи турата, така е, велиш и тера. Влегваш внатре првиот чекор, паркет, вториот, Што ова? Амам па ти шо има ова? Тро пурпена, едно стружење, лакирање и готово. Стално луѓето кои треба продат нешто, кои треба се прат поправки, тие поправките ги прат како ништо да не. Ако биле ништо, ќе си ги направиле сами, ама знаеш како? Кој те прашава? Останатите врати внатре веќе да не правиме муа. Битто тој ќе ти каже и да не го праша. Како не ќе клавам од овие новите врати? Нига цигара вака тропни низ не ќе влези. Ден денес не знам некој низ врата да има влезено, ама добро, ајде. Факт е дека ништо денешно време не е кој што било порано, ама тоа не значи дека треба да чуваме и да живееме во врати 200 години стари. Влегваш внатре, собите боја немат видено од кога беше Тито жив. Евентуално од на Киро Глигоров времето зависи во кој ста. Ама тука негде. Битто зидоите жолтици, а моите и гледаш дрвен. Ова бате дрво на време, знаеш колку пари беа овие на времето? Знаеш колку ми е гајле колку пари беа на времето? Ама не му велиш ништо да ме културен да би. Овие на времето 2000 марки ги платив јас. Добро, не тропај. Ворете. Полно дрво бате, вакво не наоѓаш се. Даде сега наоѓаш пластика или алуминиум, што ако ништо друго барем диктува. Та тромоши ќе бери влага, ама ќе си луфтираш почесто. Битно од надвор ништо нема служи. За разлика од нели тие најскапи што биле на времето. Види го како се отвора, види. И му кочи во отварањето, ама нема врска. Можев јас да испенам овие многу пати, ама не се мен во убај. Од тука влегваш в кујна бате. Кујната и поглед и мирис Југослави. Носталгија кујна. Фриџидерот Фринко од на времето. Мајка ми кај што работеше. Значи рачунај 30 години е затворена фирмата. Значи сигурно пред поќе од 35-40 купен. Душата му излезена на кутар фрижидер. Од вај диши вака го слушаш.
Ама нема откажвање, бате, дуро оди. Фрижидеро гајле нема, бате. Некој делче му има менато, анец, ламела, нешто. Гајле нема. Види го, спие. Фрижидеро зад него. Душа пушти. Зирнуваш позади, течи корн. Одвод има, брато, дупнато зад него, за да не течи наваму вода. Мислам да ти одмали од работата малце. Шпориња, плакари, мака се од Југославија, брат. Пошто нели не се расипва, то направено е да трае. Влегваш в спална, плакарите исто така носталгија. И таму од истиот муавет стандард. Ова се вакво дрво не наоѓаш ти. Ти седиш внатре и веќе знаеш што те чекаме, све. Го кажуваш муавето со оне вакво дрво нема шанса ти. Како не иверици некој таму клават сега, никакви. Ова полно дрво, ова гром не го турка. А бога ми него ни поместу во случај да сакаш нели да го реновираш овој станот што е реновиран. Му кажеш брат, имаш овде пишано дека станот ти е реновиран. Да бе ти вели. И дорово што е реновиран и ти покажува на кај џамо во спалната. И гледаш ПВЦ џам, бате. Еден ПВЦ џам. Ти го гледаш него и му кажеш ова е реновацијата. Па како ти вели? Со тешка душа го извадов тој дрвени, ама многу се слушаше, овие убаво затворени. Еко се убаво затворени бе другар, што не ги мена баре сите џамо. Или ако веќе еден е менат, не пиши дека реновиран е станот. Речи треба од корен све да си скопа. Ама па така ако речиш не можеш цена му клаиш кој што му клаваш. И викаш и добро од тие тогаш реновиран пишано цената толкава. Како од? Ова е вате стара зграда. И почнува подзидоите да чука врато. Овде ништо не се слуша. Гром дудри не се слуша. Сам јас немам против да си го цениш своето, нормално дека ќе си го цениш. И нормално твое ти е лично. Најгрдо да е на светот твое ќе ти биде мерак ќе ти прави. Не може бе до толку. Не сваќам дали е то природно или со сила се прави. Пошто нели на секому требаат пари, никој не продава од така од лепе очи. А муабето ми е што многу пати не ми делува дека е заради цената. Туку стварно луѓето се убедени дека така е поар, дека плакаро што бил полно дрво со оние бакарните држачи што се како за врата што се држач бакаре. Не ни со штрафој со шајки искоен. Убедени се дека тоа е поарно од нов плакар. Јас не викам квалитетот на стварите што бил порано стварно бил поубав од денес. Порано ги правеле за да трат, денес ги прат за утре да купиш ново. Ама не може бе брат после 60, после 100 години тоа да биде поарно од ова што е ново сега. Може ако се реставрира евентуално, ама то кошта поќе од нов намештај да купи. Значи пола плакари и џамо и чуда од термити се изедени. Деме ке тропни на него и колку е јако, ова гром не го турка. И ако си повозрасна личност разбира, во твоите очи се што е ново нечи. И ти ако си навикнат на таков начин на живот, на таков тип на продукти, на таков изглед, да речем, може да ќе сакаш да живееш во нешто така. Не можеш да ги убедваш младите дека тоа е поарно бе брат. Тоа е исто ко сега на некое дете од новите генерации да му дам телефон од оние со вртење што ги имавме на времето. Кај што ако не дај Боже број со деветки со нули треба полсат да освртиш и полсат да очекаш, да се врати назад да освртиш пак и да го убедваш дека тоа е поарно од смартфонот што го има. Знам дека сте убедени дека е така, ама добро. Што значи ако гледаш оглас и ако си во потрага по нешто такво, најбитно од се во старт е да знаеш дека не треба да очекуваш кузна и колку ќе прочиташ оглас. Треба рачунаш дека луѓето го имат преувеличено нештото барем едно 200 пати, за нормално ти го привлечат внимание. Што значи кога ќе да го гледаш, треба ти е јасно дека нешто негде ќе има за работа, освен ако е нов. И има уште многу што да правиме муавет. Бери ќе мани уште едно епизодиче. Не се брзаме негде. Колку ги има за зборање? Крај нема тема. Битно толку од мене за денес. Го надминавме лимит. Ви останете на нашата програма, ние ќе се видиме наредна епизода. Поздрав, имајте убав ден.